Да, продолжуваме со емисијата, како што најавивме. Ненад Јовановиќ, политички аналитичар, комуниколог, го имаме на линија. Господин Јовановиќ, добре дојдовте во студио 10. Добре ве најдов и благодарам на поканата. Бидејќи сме онлайн, секогаш прво проверуваме врската каква е, гледаме дека е окей, се е добро. Сега да ја прашам во поглед на ова сето што се случува, ќе анализираме политичката ситуација, се разбира се што е актуелно, а она што сме секојдневно сведоци, тоа се работите кои се случуваат, ајде да речеме, во правосудниот систем. Последно е оваа сагата околу пресудата за ТНТ, за уривањето на Космос, каде што сопственикот на ФИНЕ и на Космос, господин Оцановски, вели дека е незадоволен. Сето тоа се случува, речеси, 10 години после настанот и ова е исто така едно дополнување на измените на кривичниот законник, на пресудите кои паѓаат една по една. Значи, она на што се темелеше целата промена на власта, ајде да речеме на Груевски, доаѓањето на СДСМ и на коалицијата на власт, нема правда, нема мир, се претвори во само нема правда, ми се чини. Па, од она што може да го видам од медиумите, гледам дека измените на кривичниот законник владата ги тумачи како хармонизација со европското право, тоа е од една страна, од друга страна во некоја смисла значи дека и кривичниот законник се либерализира со тоа што некои кривични дела ќе подлежнат на намалување, како не знам, злоупотреба на службена положба, дека ќе подлежат на сите други останати пониски или повисоки, како на пример злосторничко здружување од законот на 353, злоупотреба на јавните позиции, исто така имате и со јавните набавки и така натаму. Значи, од една страна, они се обидуваат да го либерализираат кривичниот законник, ама конкретно за ова што и вие поставувате прашање, дека некои други луѓе па се оштетуваат. Значи, визурата на европското право за Европа е една, а визурата за европското право и таа така наречена либерализација на кривичниот законник е сосема друго во нашиот контекст. Бидејќи да не заборавиме, оваа земја беше узурпирана и киднапирана. И сега гледаме дека и во кривичниот законник стои дека и злосторничкото здружување ќе биде намалено. Значи, во пресудите на СЈ, односно на јавното обвинителство, стоеше дека злосторничко здружување ќе се казнува со околу 10 години, а сега гледаме дека злосторничко здружување се намалува од 10 на 3, па на 1 и така натаму. Значи, во цела оваа ситуација, онака општо и начелно, гледам дека секој го тумачи кривичниот законник онака како што не му одговара, исто како да земете некаков кардиограм, да речеме, на срце, и сега еден доктор го зумира или го тумачи кардиограмот на еден начин, друг доктор го тумачи на друг начин. Значи, се работи, како да кажем, за партикуларни пумпања на политичките елити во кои секој според собствените потреби си го тумачи кривичниот законник. Стравувањата се исто така големи, Груевски, покрај што се стравувањата големи за така нареченото враќање на Груевски во Македонија, исто така да не заборавиме дека Груевски направи стравични дисторзии во ова општество, од злоупотреба на јавна функција, од криминали, од насилства, од прибирање на лична корист и така натаму. Значи, ви велам, земјава влегува во опасни Сцили и Харибди, да ги наречам, и гледам дека ситуацијата версус кривичниот законник не е добро поставена. Добро, во ред. Владата си го донесе тоа, си го изгласа со 61 пратеник, но сепак ви велам, либерализацијата на оваа земја во моментот е многу далеку
од посакуваната атмосфера, клима, ако сакате, па дури и версус ова што се однесува до кривичниот законник. Бидејќи видете, во секоја теориска книга стои дека backbone, кичмата на една држава е правосудниот систем. Тамо правосудниот систем би требало да докаже што е морално, што е исправно и што е правично, се во интерес на граѓаните, но сепак гледаме дека и правосудниот систем е клекнат на колена токму од вакви пумпања на политичка моќ. И што се однесува до кривичниот законник, би сакал само една чисто феноменолошка приказка да кажам за македонскиот менталитет и ние што сме сето ова. Во оваа земја, барем од кога знам, во овие 45 години владее еден закон, а тоа е законот на гравитација. Овде секогаш законот за едни е мајка, а за други е маќеа, во зависност од политичките констелации. И ви велам, секој оној што е политички моќен или што има најмногу гласови помеѓу македонскиот, албанскиот и останатите етникуми електорат, така законот нему ништо не му може. А кога ќе падне од власт, тогаш законот изричито се однесува за тој кој што е паднатиот. Знаете, и тука има огромни манипулации и мислам дека ова некако многу предизвика погрешни тумачења и да се намерите добри за либерализација на кривичниот законник, гледаме дека некои други луѓе кои што пострадаа во времето на Груевски, еве да речеме конкретно како вчера што ја слушав пресконференцијата на господата Цановски со својот случај, гледаме дека од овој кривичен законник па тие директно се погодени, така што ви велам, за едни ќе биде кривичниот законник мајка, а за други ќе биде маќеха версус паднатиот правосуден систем, и тука работите ми се чини ќе работат на чисто на политичка и на слободна волја, која ќе биде во конечноста и злоупотребена во секој случај. Да, оно што го спомнавте и вие, тоа е приказната, ајде да речеме, или тезата за враќањето на Груевски, која се форсира од некои кругови во земјава, која власта ја негира. Сепак тоа е нешто што се зборува многу кога зборуваме за Груевски, конкретно еве за овој случај ТНТ, тамо него делото ќе му застари, на него и на Јанакиевски. Последно дело пред тоа кој застари на Груевски со измените на законот на кривичниот законник е предмет од траекторија, му застаруваат и други дела. Тој самиот вели дека нема да му застарат сите дела и дека тој се правда дека измените на кривичниот закон не се направени за него, но без разлика гледаме што се случува, застаруваат многу дела со измените, едноставно тие сите процеси пред се процесите на поранешното СЈО добиваат амнестија. Од друга страна, власта се обиде да направи еден спин, ајде да речеме, кој некој го окарактеризира како спин, а тоа е целата вина да ја префрли на судството. Велат зошто судството не ги завршило процесите, но тука потоа се поставува прашањето зошто па власта 7 година веќе не донела некакви реформи за судството, па да го реформира судството, да ги намали тие негативни девијации кои постојат и некако врти случај повторно се враќа одговорноста кај власта за се. Видете, одговорноста се враќа кај власта, бидејќи повторно имаме менталитетски проблем. Ние 30 години никако не научуваме дека, еве ви реков и на самиот почеток, дека кичмата, the backbone на една држава е во правосудниот систем. Не случајно власта е поделена на 3 гранки на моќ. Една е законодавна, друга е извршна и трета е судска власт. Судската власт би требало начелно и теориски и практично да работи надвор од стегите и притисоците на политиката. Но гледаме дека македонскиот систем е толку разјаден, бидејќи во последниве 30 години не се роди човек од мајка роден да секој да си работи во својата област мимо политичките притисоци. И сега гледате и самите судии
и обвинители, они ја наслушнуваат климата и секогаш во овие 30 години по инерција, како дојде власт, да не се замерат со власта, тие стално се, како да кажам, како дел од системот, но дел од системот во смисла на кој е на власт. И сега, тие што се опозиција, имате менталитетска приказка дека законот важи за тие што се опозиција, а тие што се на власт, за нив не важи законот. Значи, овие се некои начелни работи кои што цело време функционираат. Сега, тоа е власт, судска една, законодавна е друга, опозиција е трета. Но идејата на моралот и на правдата е да законодавниот систем ги штити граѓаните. Значи, тој судски систем има обврска да воспоставува морал помеѓу граѓанството. Ако судот е разорен, тогаш и граѓаните си велат: па зошто јас да се понашам морално, кога може да бидам секогаш на страната на власта или на страната на мнозинството, или да ја чувствувам климата и само да се потнам грбот да си го поставам што е мнозинството и јас сум во некоја смисла заштитен. Но што е, например, да речеме со оние луѓе кои што не се заштитени? Што е со оние луѓе, например, да речеме, кои што немаат толкава заштита од политика, од суд, од полиција, ако сакате, и така натаму. Значи, повторно оди на штета не на политичките елити и не на судството, туку оди на штета на самата клима и на самото граѓанство кое овде се обидува да го организира животот и во конечноста да преживее. Да, па тоа е токму проблемот, што правосудниот систем треба на граѓаните, обезбедувањето на правниот систем, правото, правдата, сето тоа не функционира, за жал. Господине Јовановиќ, кога гледаме она што се случува, друга тема еве за која зборувавме претходно и со Лиljana Поповска од Зелениот институт, тоа е измените на уставот, почетокот на преговорите. Ми се чини дека тоа се помалку веќе се зборува во јавноста и власта, кој, ако да речеме премиерот Ковачевски порано рече се секој ден зборуваше за тоа, за потребите, се чини дека и таму спласнува ентузијазмот дека нешто може да се направи во скоро време, па ми се чини дека и посетите на високите европски гости нешто не менуваат на тоа поле во поглед на ставот на опозицијата. Мене ми се чини, а и на дел од јавноста, претпоставувам дека до избори нема да се случи ништо на тој план. Како гледате на тоа вие? Па, драг Сеат, јас 3 години зборував и стравував. Зборував затоа што стравував, а не зборував затоа што сум ја некаков ингениозен човек, кој што еве сега тука ќе расчисти со својот збор, вербален или со својот пишан збор. Јас зборувам во јавност затоа што стравувам и стравувам се уште дека последниве 3 години зборував дека има голема шанса да направиме кинески зид помеѓу Македонија и Бугарија. Значи, процесот е толку отруен од таа наша традиционална македонска десница, да едноставно вие во таква клима и во таков популизам и наплив во кој соседите според книгата Тотем и Табу се гледаат како непријатели, како душмани, како некои кои што не загрозуваат, и еве дојдовме после 3 години моје зборување и по телевизија и по пишување на текстови, дојдовме до самиот кинески зид. И сега, ситуацијата помеѓу Македонија и Бугарија наместо да се, како да речам под наводници, да се распријателува, да влеземе во комуникации, да ги решаваме тие некои работи кои што требаше да ги решаваме од историски комисии, да има некаква културна соработка, да има со магистралните патишта. Значи, се е тоа запрено и повторно влегуваме во нашите торови и сега почнуваме да бустираме јавност за избори, бидејќи ете, не знам, предавничката власт или ваквата власт или таквата власт е заглавена во корупција или е заглавена во криминал и цело време се зборува за парите.
Па јас да ви кажам, уште 10 власти да се променат, никоја власт толку многу пари нема да испљачка колку што испљачка таа традиционална десница во оваа земја. Значи, беа гонети и за злосторничко здружување и да не се враќаме сега натаму. И гледате и самите како на почеток после преспа договорот, беше климата супер во земјава. И меѓучовечка, и медиумска, немаше толку хајки, немаше таква реторика, да речеме, и за медиумскиве работници кои што цело време се на она ненасилничка позиција, на помирувачка позиција, на антифашистичка, сега повторно се враќаат некои зборови кои што се фрапантни, например, вие сте, например, мене ми велат, ти си инфективна личност, ти си девијантна личност, а 3 години, да се вратиме на назад, 4 години во медиумскиот простор, повикувам на мир, повикувам на пријателство и повикувам да оваа генерација политичари и опозиција и власт конечно ги реши билатералните договори и да тргнеме и да го исчекориме патот кон Европската Унија. Еве, почнавме да отвараме и кластери и така натаму. Значи, се отвара некои добри вибрации, добри енергии, добри состојби меѓу луѓето. Сега, како јакне опозицијата, да речам, тоа е прашање колку е таа јака во политичка смисла, не во мнозинска или во математичка смисла, да може овие работи да ги придвижува. Јас не мислам дека ВМРО ДПМН, ако евентуално дојде на власт, во што и за тоа се сомневам, дека прво она нема никаков коалиционен капацитет во себе, влезена е во некакви полулатентни, полуотворени од некакви структури на тоа нивно фамозно антиалбанство, само за македонскиот блок да го блокираат, и не верувам дека сериозно и искрено Мицкоски има желба да го придвижи процесот, да речеме во некоја релативна иднина, да он биде, да речем условно, вториот Заев, кој после договорот од Преспа го реши договорот со Бугарија. Јас не верувам, бидејќи десницата во Македонија се гледа низ призма на непријателство и на завера. Во таа смисла, јас не верувам во нивниот политички капацитет дека искрено се залагаат за пријателство и решавање на билатералните спорови. Да, она што го кажавте и вие што го спомнавте сега во поглед на тие меѓуетнички фрикции, очигледно е дека како се приближуваат изборите, виднаш тие етнички теми кои во минатото, во изминатиот период, ајде да речеме, биле малку под површина, излегуваат погоре. Значи тоа се случува и со ова, да речеме, и со интонирањето на македонската химна во училиштата, или со отварањето на музеј на УЧК, тамо некаде во Кумановско, страна на председателот на ДУИ. Веднаш, значи, партиите го користат истиот шаблон. Зошто е така? Зошто веднаш тие националистички мотиви? Зошто не се обидат да градат политика врз база на економија, врз база на стандард, на подобар живот, туку веднаш се оди со овие теми? Па се оди, бидејќи ви велам, климата е таква во општеството. И овие националистички наративи, кои што еве, например, да кажеме, ако ВМРО ДПМН се брани себе си и се мобилизира со национализам, се разбира дека албанците од друга страна, како ДУИ и како сите други останати албански партии, ќе се бранат националистички. Едните имаат своји символи и своји тотеми околу кои се мобилизираат, а албанците исто така имаат своји тотеми и символи околу кои се мобилизираат. Значи, земјата на таков начин ќе влезе во некаква апартхеидна состојба во која секој ќе си биде во својот ров и тука ќе си живее. И тоа не е добра клима за сите кои начелно зборуваат дека се проевропски. И не само тоа, него влегувајќи во секој во својот тор или во својот табор,
Земјава не влегува во политички национализам, него влегува во предполитичка состојба, а предполитичка состојба е ништо друго освен трибална состојба и трибална политика, а трибална политика не е ништо друго освен племенска политика. И во племенски политики имате врачови, имате зулу мастери, но немате политичари со европски ков. Сега, од друга страна, да нијансирам, па каде е СДСМ во целава приказка, јас да ви кажам, ја поддржувам СДСМ и ќе ја поддржувам и во иднина, бидејќи она е политичка партија со сите нејзини мани и со сите нејзини доблести, она е моментално, бидејќи констатиравме дека судството е на колена, она е моментално меѓникот и она е кичмата на оваа земја да не влеземе во некаков екстрем. Замислете сега, ако ја нема СДСМ, како што има многу гласови кои што се обидуваат да речат ај да ја поништиме СДСМ, да и се случи пасок и не знам што. Замислете тие два екстреми. ВМРО ДПМН од една страна и екстремот, да речеме, на албанците од друга страна. Знаете ли што во оваа земја ќе се случи? Ако нема средишна сила која ќе повикува на мир, која ќе повикува на диалог. Ме разбирате? Во 21 век да влекуваме во политики на теории на заговори, во политики на силни врачови, на племенски водачи, тоа, ќе ми простите, е политика на 19 век, а не е политика на 21 век. И тоа уште еднаш ме нервира колку се сите лицемерни, кога велат дека се проевропски и промодерни политичари. Тоа е исто една одвратна и заменена теза, баш напротив. Ја мислам дека земјава, не само нашава земја, него и во регионот се случуваат тектонски пореметувања. Некаде читав дека во моментот во светот се одвиваат 52 војни. Се разбира, најголемата војна во моментот е Израел и Палестина и се разбира поголемиот конфликт е со регионални контраверзии е Украина и Русија. Значи, во таква концентрација на бес, на револт, ние мора некако да бидеме со ладни глави и да разбереме дека нас единствена шанса не ни е на национализам, туку директно билдање на волја на македонскиот народ и сите останати кон Европската Унија. Ако ние не се движиме кон одреден пат, земјава ќе ентропира и ќе се растура меѓу себе, помеѓу овие клановски борби, помеѓу национализам и така натаму. И се во ова го зборувам, не за моја лична афирмација, за тоа воопшто не ме интересира, него само предупредувам да политичките елити се свестат и да сватат дека има шанси, не во борба за политичка моќ, да не доведат до некаква скраја било граѓанска или етничка војна. Значи, апелирам да се приберат, да се истушираат со ладна вода и да престанат со овој одвратен национализам. Ние имаме многу јасна траекторија, оваа земја е прозападна и оваа земја мора да го реши договорот со Бугарија. Во спротивно, повторно се враќам на истата констатација и велам дека земјава само дополнително ќе се раскапува и ќе влегува во ентропија. Да, кога зборуваме за партиите и за нивната поставеност, вие го спомнавте СДСМ, но гледаме дека според рейтинзите СДСМ не стои баш добро. Вие спомнавте таа пасокизација за која многу се зборува, кон која се движи СДСМ. Рейтинзите се прилично ниски во поглед на ВМРО ДПМН, еве да речеме на главниот конкурент, но некои анкети дури покажуваат да рейтинзи кои се приближуваат и до ДУИ. Верувате ли во тие анкети, во тие рейтинзи, бидејќи СДСМ сега приклештени помеѓу сето ова што се случува, помеѓу договорот со Бугарија, ставањето на бугарите во уставот, кривичниот законник, амнестиите, ништо од тоа не им иде во корист. И ми се чини дека граѓаните не гледаат дека таму има некаква понуда, некаков концепт или некаков систем со кој они би излегле на избори. Не,
прво, во анкети многу се сомневам, бидејќи секој повторно ви викам, исто како со кривичниот законник, исто и како ова време на предизборие, секој си дува во својот табор. А на анкетите се разбира дека не верувам, бидејќи од друга страна почивам на една, како да речам, еден искуствен ресентиман, а тоа е дека до самиот ден на избори вие не знаете граѓаните како ќе се одредат и одлучат. Од друга страна, па еве да речеме, ако ги гледаме и анкетите, гледаме дека во земјава има огромна апатија и огромна резигнираност. Вие рековте дека СДСМ слабо се снаоѓа. Не, ја мислам дека на криза СДСМ многу добро функционира во овој момент и мислам дека никој така добро не испорачал и не исервисирал работи за граѓаните како СДСМ што ги направи во овие од 2017 година до денес. Се разбира дека во овие турбулентни времиња она има многу кризи внатре, но не мислам дека она е лоша политичка партија и не мислам дека такво нешто ќе се случи како пасокизација, бидејќи сепак на многу луѓе помогнаа, на многу луѓе им се најдоа, се обидоа да направат големи и важни работи направија, ги го оставија судството да работи. Ете, видовме дека судството не работи доволно квалитетно. Гледаме дека општествената клима ја подобруваат цело време, секогаш се на позиции на пријателство, на антифашизам, ако сакате, и на европски вредности. Тоа мора да му се симне капа на СДСМ, а од друга страна вие велите дека ВМРО-ДПМН е зајакнува. ВМРО-ДПМН го има тој квантум од гласачи од 300 до 320-330 илјади, но од друга страна, за да излезете на избори, вам ви треба некаква програма и некаква понуда и некаква цел и некаква визија. Гледате и сами, а гледаат и граѓаните, значи ништо Мицкоски не зборува. Он зборува само низ призмата на закани. Значи не му е важно да кажеме што се случува во институциите на системот, да речеме како во случајот со онкологија, гледате дека он се обидува ни својата лична призма, тој да ја истерува правдата во онкологија, а не, например, да речеме јавното обвинителство. Значи, ова ви го зборувам дека повторно се враќаат тие ресентимани на груевизмот во сегашниот мицковизам. Па сите институции да се идентификуваат со неговото јас. Тоа исто така, неговото јас има шанси да ги злоупотреби сите демократски капацитети за кои што се боревме сите овие години. Значи, ви давам само начелно некакви фрагменти со кои сакам да ви кажам дека ВМРО-ДПМН е далеку од демократска политичка партија и сакам да ви кажам дека она во овој временски период и во предизборието ќе игра на чисто националистички карти и така ќе се обидува да се добере до власта. Од друга страна ми се допаѓа што СДСМ е секогаш на онаа позиција која е мултикултурна, која е помирувачка и која е ефикасна во реалноста за конкретните мерки на помошта на граѓаните. Од друга страна ми се допаѓа што ДУИ како политичка партија заедно со СДСМ во моментот се коалиција и го гаат тој идеал на мултикултуралност, на мултиконфесионалност и тие две политички партии во моментот, ја мислам дека се стожерот на македонската политика и ми се чини дека би требало, според моје скромно и лаичко мислење, да продолжат заедно и на трката за избори председателски и парламентарни. Да, но она што вие го спомнавте, да речеме случајот онкологија. Од ВМРО-ДПМН и господин Мицкоски велат дека тие не веруваат во органите, во институциите, во обвинителството, велат тоа се докажало во пракса, велат дека и обвинителството и судството работат под диктат на власта, затоа тие ги вадат аферите, затоа тие ја форсираат правдата, како што велат. Па добро, што би очекувале од Мицкоски да каже? Се разбира, он очекува власт апсолутна.
очекува градоначалниците да бидат сите под него и очекува дека сите институции во извршната власт ќе бидат под него. И се разбира дека ако не сум јас на власт, и ако јас не обсесивно контролирам се живо, се разбира дека тој ќе ги негира институциите. Но, гледајте, тој табиет, во политичка, прагматична смисла, јас го разбирам. И како ја кажам, тоа веќе сме го виделе, сме го слушнале, и е веќе досадно. И тоа ја упропастува дополнително земјава. Извршна власт не е власт или премиер не е човек да контролира апсолутно се живо. Бидејќи тамо кај што контролирате се живо, ви се создава еден апартхејт од другата страна кој не може да го контролирате. И така земјава автоматски ја внесувате во криза. И се разбира дека Мицкоски ќе рече дека јас не ги почитувам институциите, дека се е под капата. Еве сега последно време не вели нека е на СДСМ, него обседнате со албанската партија ДУИ. Заборава една работа Мицкоски дека така има шанси да заврши исто како Груевски, после извесен период. Не сваќаат дека само така земјава ја носат на рабови и на конфликти. Баш со тоа реторичко поведение и бидејќи тоа е националистичка партија и дека владењето на Мицкоски или неговото занесување дека еден ден ќе биде премиер, секако дека ќе го персонализира во неговото гигантско јас. Значи, погледајте, јас имам право да зборувам со јас, бидејќи сум граѓанин и се ужаснувам да водам или да бидам дел од политичката моќ, бидејќи не сакам никого да му шефувам или да му изигравам арбитар. Ама јас имам право да се повикувам на моето себство. А Мицкоски нема право да се повикува на своето јас, бидејќи тоа го екстернализира внатре во себе и почнува да персонализира институции низ себе си, луѓе во самата негова партија низ себе си, вработувања низ себе си, градоначалници низ себе си. Со тоа сакам да кажам, он сака да го шмркне целиот суверенитет на граѓаните во неговото, како да речам, аздисано и стравично амбициозно јас. И повторно идеме во таа фамозна равенка на груевизмот. Добро, со што ќе одиде се да само на избори? Вие велите дека верувате. Јас кажав дел од работите кои граѓаните замеруваат, тоа се правото, правдата, но еве да речеме имаме ова што го прави сега, што се прави дел од коридорот 8 преку Бехтел и Енка, имаше доста контроверзи околу самиот проект, иако тој е нов се прави, но еве го имаме патот Кичево-Охрид кој е 7 години незавршен. Стално имаме некакви рокови, ќе се направи до оваа година, до онаа. Имаме втор министер за транспорт и врски од страна на СДСМ кој не успеа тој проект да го мрдне од мртва точка. И сега сега се најавува дека и проектот со кинезите со Синохидро ќе се раскине. Со што ќе оди тогаш на СДСМ на избори пред граѓаните? Што ќе им вети тогаш? Пред да ви одговорам на ова вашева последна констатација и прашање, сакам да кажам дека ми се чини дека кинеската фирма е повторно оставштина на Груевски, ако добро следам и пратам. Значи, тој проект е почнат 2013 година, патот измеѓу Кичево и Охрид, ако не се лажам, изнесува околу 57 и 62, таа е некоја маргина, не ми земајте за зло, и дека тоа е оставштина од Груевски. Гледате колку ВМРО ДПМН не се способни никаков капитален проект да направат некаков од гигантски размери. Значи, тој пат стои тамо не 7 години, него стои 10 години. Почнат е 2014 година, до ден денес не е завршен. Во тој проект се што има, од лоши ревизии, од лоши проектанти, од се што можело да се направи со импровизација и со лоша договорна поставеност е направено. Затоа тоа не функционира. И затоа ние сме овде навикнати да играме и политика и нашиве животи да се одбиваат
на политика на мали голчиња, живот на мали голчиња. Некој направил уличка 300 метри, браво, аплауз. Друг направил улица од 1 километар, браво, аплауз. Значи гледате, патоказите по улиците. Патоказите по улиците, ја не знам, ако сте патувале низ земјава, ќе видите дека обавезно некаде ќе се изгубите. Колку патоказите низ земјава се нејасни. Значи нејасни патокази низ земјава се нејасни вредностни системи во главите на луѓето. Значи патоказот е тоа. Ако сте оделе кон Австрија, ќе видите како е се тоа чисто, како е се тоа јасно инфраструктурно, се знае што е лево, што е Карлсруе, што е, не знам, друг град, што е ова, што е она, што е скијачки центар, се знае. Значи, и да си прв пат да си отишол, ќе видиш дека прво инфраструктурата е добра, што значи дека има добра клима за бизнис, ќе видите дека патоказите во улиците се добри, значи вредностите системи на луѓето се јасни. Овде се е некако потемкино и се е некако како без душа, како без јасни визии што и каде ќе направиме. Значи, тоа е мојот став што се однесува до патот Кичево-Охрид. Ја не знам кој тоа ќе го прави, дали е Бехтел и ЕНКА, дали овој стариот договор што е почнат со Груевски ќе се раскинува, дали внатре немаме некакви пенали кои мора да ги плаќаме, тој, ако не се лажам, ми се чини дека беше околу 300 или 400 милиони пат помеѓу Охрид и ова, те нема ништо, не е ни почнат проектот, дека нема ништо. Сега ми иде онака чисто граѓански, чисто слободарски да речам, патот Братство и единство Белград-Загреб е 450 километри. Не сакам да изигравам денеска Тито, ако го спомнеш, е некако премногу фенси или е премногу окей, некако така мислам, но сепак Братство и единство патот, што читав стари архиви на таа југословенска инфраструктура, е направен, замислете, за 9 месеци. 450 километри од Белград до Загреб, тој автопат е направен за 9 месеци. Сега, погледајте таа инерција и тие гигантски размери во Југославија, земја која беше поприлично распадната, сиромашна, која немаше многу образовани ДР, овие што се паметњакови со дипломи. Тоа беше земја на брдовитом Балкану, земји селјака. Тие селаните ни направија пат Белград-Загреб 450 километри за 9 месеци. Сега, тие пропорции, овие денешниве пропорции, тука ви е јасно се. Тука ви е јасно во кој глип сме влезени и јасно ви е сега тука во која културна, политичка и економска матрица живееме и ќе живееме. Да, тоа е за жал нашата реалност. Господин Јовановиќ, ви благодарам за ова интервју. Ви благодарам и вам на поканата. Секој е добро. Ова беше Ненад Јовановиќ, политички аналитичар, а вас, почитувани, ви благодариме што следевте Студио 10. Со ова ја завршуваме во оваа емисија. Ви останете со нашата програма, брзо ќе ги видите вестите.